Во текот на денешниот ден, од страна на Единицата за недозволена трговија со дрога, Сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, при одделот за криминалистичка полиција, во заедничка акција со Секторот за внатрешни работи Скопје, Единица за недозволена трговија со дрога и оружје и со специјалната антитерористичка единица Тигар, со поддршка од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, во Катланово се лишени од слобода 3 лица, и тоа МШ 48, ЕТ 30 и АЗ 19 годишен. Сите од Скопје, бидејќи кај нив бил пронајден ранец со 14 компресирани пакувања со синтетичка дрога амфетамин со тежина од околу 7 килограми, чија вредност е проценета од околу 40.000 евра. Имено, во текот на ноември и декември 2022 година, по наредба на јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје беше спроведено криминалистичко истражување насочено кон лица дилери кои вршат продажба на синтетичка дрога амфетамин и на марихуана од Скопје, Велес, Гевгелија и Тетово. Во текот на истрагата лишени од слобода се 13 лица и запленет е околу 1 килограм синтетичка дрога амфетамин и марихуана, за што досега се поднесени 8 кривични пријави до надлежни основни јавни обвинителства во Скопје и Велес, а на дел од лишените лица одредени им се мерки притвор. Во текот на денешниот ден извршени се претреси на 5 локации во Скопје, при што се пронајдени марихуана, хероин, амфетамин и предмети кои потекнуваат од извршени кривични дела кражби. Запленети се и парични средства кои потекнуваат од продажба на наркотични и синтетички дроги, а запленети се и 4 патнички возила: Голф 5, Ауди А3, Мерцедес и Рено Клио, за кои во текот на истрагата беа обезбедени докази дека биле употребувани за продажба на дроги. При тоа лишена од слобода е и РИ, 39 годишна од Скопје, а против други лица инволвирани во извршените кривични дела, за кои се обезбедени докази, ќе бидат преземени дополнителни мерки за нивно пронаоѓање и лишување од слобода. Од страна на Секторот за внатрешни работи Скопје, Единица за недозволена трговија со дрога и оружје, до надлежното Основно јавно обвинителство Скопје ќе биде поднесена кривична пријава против 5 лица за извршено кривично дело по член 215 од Кривичниот закон. Министерството за внатрешни работи и во предпразничниот период ќе продолжи со преземање на засилени мерки и активности во борбата против недозволената трговија со дрога и наркотични средства.